единствена држава од екс Југославија која што нели се отцепи без војна и која што остана единствена добра мултиетничка приказна. Нема друга таква држава, еве, гледаш што се дешава во Босна. Во Албанија има една група која што е според интереси. Кој ќе однесе таму нешто, така се изјаснува. Да. Во Косово гледаш што се дешава, тие што останаа сакаат да се отцепат. Сега ти имаш една која што е тоа што е Европа. Разбираш, ги имаш сите религии, повеќе етнички заедници. Се што ќе направи ова, ќе уништиме, па добро. Живееме заедно. Тоа го пишам 20 години го. Перцепцијата дека албанците се такви кај македонците е благодарение на 23 годишното владење на Дуј. Не е на благодарение на тоа што албанците, ти нема да најдеш македонец кој што ќе каже лош збор за албанец или за некој што не зборам за нормален човек. Ова е теза на Мицковски. Нема да, теза на Мицковски, ама реалноста тоа е, нека е теза на Мицковски. Ти нема да најдеш македонец кој што ќе каже нешто лошо за продавач на Битпазар. Ја мислам дека треба да направиш анкета за овој дел во време на кампања. И да видиш какво влијание има. Ама не, види. Сакам да се навраќам на ова затоа што ме боли многу зашто сум од генерацијата. Тоа ќе ти го кажам. Растеше со тепачки по автобуси. Никој нема, да, јас сум растал со тепачки од двојка. Ја у 55-ка, 65-ка и 45-ка, уште полош. Не, ја во двојка и у 12-ка. Да. Ти немаш македонец кој што на пример на Бујар Османи ќе му рече добро Бујар ти патриотски изигра. Ма не, најди албанец да му каже на Бујар дека добро изигра. Да збориме за друга, види, има омраза. Сега ако сакаме да се бориме, има омраза, ти влагаш у кампања и го користиш Бујар Османи и викаш вака, види се, вака да направиме нереален мобил. Да. Францускиот предлог кој го изработил, не знам. Го изработиле веројатно Заев, Таче, Пендаровски. Тешко Заев и Таче да изработат. Пример сега ги зборам сега, да. Маричич, не знам кои се таму биле во тој тим и бил во тој тим и Бујар Османи. Фактичка состојба е дека францускиот предлог е драстично подобар од португалскиот предлог. Тоа да, го разгледувавме заедно. Заедно бевме на брифинг. Значи драстично подобар е. Дали е ферски кон нашата држава? Не е. Ама не е ферски кон државата, ама мора да бидеме реални. У кампања влегува на пример, почнува кампањата и вика Бујар одлучува за македонските работи и Бујар не го интересира не знам, македонската историја и он ја продаде. Не, види. Па се не е така и не е така. За Бујар Османи може да збориме. Ама ја ти кажам која е кампањата, брат. И како се ствара омразата према албанците. Тоа е тоа за кој што на почеток на разговоров ама албанците не се дуи, бе. Луѓето, македонците не се ВМРО. Да ја анализира го статистички луѓето за кои што преска ти кажав, ти си ги напаѓал, јас сум ги бранел. Не бе, не ги напаѓам. Жал ми е за наш разговор, меѓу нас. Јас сум ги бранел. Такви луѓе, не само тие двајци, има многу, такви луѓе доведоа до ситуација во која што ние живееме у ненормално општество. Да, но таквите луѓе живеат во скапи вили, друже. А обичниот народ се утепа, не знам, и за ова договор со Бугарија, зборевме ние. Јас станав мета на напади на социјални мрежи од овие псевдопатриотски друштва во Бугарија. Ако помине граница да не информира, како се викаше тој бугаринот, не знам, што се закануваше на сите. Ми пиша на Facebook, ја имам по раката. Виктор. Да, затоа што пиша еден статус, навистина не е ферски. Сега ти преговараш со Европска унија, ти наметнува барања Бугарија и тоа Бугарија, што бевме за нив Европа во мало. Меѓутоа сега тоа е, ти не си сакал да изградиш држава, си се тепал меѓу себе, они си влегува таму кај што треба и ќе ти наметнуваат услови. А ние тоа пак ја повторуваме истата грешка. Нека се покачат плати, работете на економија, малце да живее овде народ, да не бега. И тоа околу делот со Косово, мора да ти кажам дека има посебен дел кај секој албанец во Македонија. Тоа е војната 98 во 99 во Косово. Не знаеш ти колку семејства дојдоа овде, се зближија и не само тоа, има и многу бракови сега. Тешко да најдеш фамилија овде во ова држава Албанија што нема некој роднина во Косово. И не знам, да ја чувствува Гаши како втората твојна е нормално.
Ја мислам дека е нормално. Ама он е председател на ова собрание и не верувам. Се најди му нешто ти гаши во својата кариера како во неговата професионална кариера, најди му ти нешто, некој дел кој што може да кажеш јавно, еве овде работел против државата, нема да му најдеш. Сега се фаќаме ние за изјави. Кој беше претходно председател на собрание? Талат Джафери. Баш што Ама Талат зборим? Джафери е од Врапчиште. Од кај беше? Не, од вакво Од Гости, Форина. од Форина. Командант Форинов е брат. Да, бе, командант Форина беше, да. Не бе, до тука ни дојде, до овде ни дојде. Пише единствена држава од ова екс Југославија која што нели се отцепи без војна и која што остана единствена добра мултиетничка приказна. Нема друга таква држава, еве, гледаш што се дешава во Босна. Во Албанија има една група која што еднаш е според интереси. Кој ќе однесе таму нешто, така се изјаснува. Да. По етничка основа. Во Косово гледаш што се дешава, тие што останаа сакаат да се отцепат. Сега ти имаш една држава која што е не знам, тоа што е Европа. Разбираш, ги имаш сите религии, повеќе етнички заедници, се што ќе направи ова, ќе уништиме, па добре. Па Тоа е тоа. Како ќе уништиме, господинот Мицкоски влеа една надеж и еден ентузијазам, тоа е невидено. Ма не, апсолутно нека работи бе човекот, никој не Да. сме имале политичари уште почнени од него, сега ако збориме реално. Неговата политичка кариера не дека влева многу надеж кај мене. Посебно тоа што беше близок со Груевски, така израсна, па ги читав и ова стенограмите од нели средбите на извршниот комитет, како го викаат они. Да. И тој однос код неговите сопартијци не ми дава многу надеж дека ќе функционираме како нормална држава. Јас мислам дека ќе влеземе во процес на одмазди, затоа што по тоа што го слушам од колеги, затоа што ја не идам на брифинзи по партија, ама кога е поопуштен и кога збори поопуштено, ја зборува вистината и им кажува дека е спремен и да се одмазди за кон некои луѓе кои што мисли дека биле нефер кон него. И да се надевам дека ќе свати дека има сериозна улога. Председател на партија и премиер не е исто. Колку да сакаат одредени луѓе во ВМРО да ја спојат партијата со државата и колку и да пробува во минатото, тоа никогаш нема да биде така. Партија едно друго, држава да водише сосема нешто друго и тоа го свати одма како нивниот кандидат стана председател и тоа го сватија на многу лош начин. Мислам сега како ќе се правда кај оние обичниот македонец кој што стварно верувал дека ќе се деалбанизира државата. Ќе деалбанизира или ќе го врати вакво старото име. Ќе го врати името. Ја навистина не знам. И ќе го репреговара договорот со Бугарија. И сега и овој дел е малце нереален. На мене како албанец, што би ми пречило ова држава да се вика пак Република Македонија? Навистина, кажи ми. Апсолутно ништо. И тоа не знам. Мора, знаеш, таква е политиката, мора да најдеш или ако немаш да создадеш непријател, па да создадеш кауза. Колку беа тие 1000 и нешто? Или ако немаш што да понудиш, па бараш нешто што е метафизичко, па го Не, го објасниш. сейфнав во PDF тој нивната, нели, политичка платформа, колку имаше проекти. 1198. Пошто имаше специфична бројка, па да видиме. Навистина таму има добри работи напишано. Има еден многу добар дел и за нас, медиумските вакво работници. И тоа ако се оствари супер. Што не сум видел стварно. Ке не слобода, тоа беше јавно. Мислам дека беше тоа јавно ветување на Мицкоски дека ќе не ослободат од касика додатоци за плата. Тоа ако се направи супер. Супер, да. Меѓутоа тешко. Нереално е. После таква има кампања, утахија, ние вчера малце иронизиравме дека околу проектите, малце нема саркастично. биди реален сега. Еве реален да бидам, таму има Не биди, требаше он да биде реален со граѓаните на не, оваа па еве држава. јас сум реален, значи таму има проекти кои што нели имаат за решение за спречување на глобалното затоплување, мислам, тоа е програма за Нобелова награда, брат. Како да ти кажам, 1198. Има дел за Патриотскиот институт. Како нема. За Патриотичкиот институт они ќе направат посебен институт во склоп на собранието и на МАНУ. Мислам тоа ќе биде заедничко тело. Како е? Супер. Пандов ќе остава таму, тоа ќе биде врховен Јас политички субјект. највеќе се плашам
од она методот на нивното функционирање, кога нешто не им оди и обично создаваат меѓуетнички тензии. Така се вадат, тоа се плашам највеќе. Да. Затоа што тоа се веројатно и они знаат, ама онака си играат. Искрено да ти кажам, јас мислам дека ВМРО ДПМН нема да прави меѓуетнички тензии. Ако правеше некакви меѓуетнички тензии до сега ќе ги видевме, напротив. Реалноста е дека ВМРО ДПМН се постави кон најголемата етничка заедница после македонската, кон албанците се постави многу коректно.